Моштивњак е село пред влесот во општина Крива Паланка на оддалеченост од 12 километри од градот. Благопријатните услови за живот го прават единствено во регионот, кое останува имуно на миграцијскиот процес село-град. За тоа сведочат полните училишни клупи во двете подрачни училишта на основното училиште Илинден. За селото полно живот допринесуваат и поволните услови за урбано битисување. Комплетниот асфалтен пат до и низ селото, средениот канализационен систем во поголемиот дел од селото и изобилието на вода. Мештаните ги имаат сите потребни услови за нормално секојдневие. Асфалтна патна инфраструктура, водоводни системи во добра состојба, образовни институции, месни продавници, пошта, црква. А она што ги задржува на ова родно поднебје е пријатната клима, пред се чистиот воздух, неповторливата флора, бистрината на реките Моштивњачка, Моштеница и Крива река, кои го пресекуваат тлото. А селаните едногласни дека селото најубаво е во месец мај, во зенитот на пролетната убавина и расцутената природа. Село Моштивњак е од ридско-планински тип, лоцирано под северната падина на Осоговските планини кај Моштивњачка река, во југозападниот дел на Крива Паланка. Се состои од нова населба покрај магистралниот пат А2 Куманово Крива Паланка со околу 70 на 80 на домаќинства, или околу 800 жители, и стара населба која ја чинат неколку мали со вкупно 80 домаќинства и над 300 жители. За личната карта на селото ни појасни Моме Крстевски, председател на селската месна заедница која функционира со цел организирање на секојдневните активности за развој на селото и подобар живот на жителите. Село Моштивњак спаѓа во општина Крива Паланка, се наоѓа на југозападниот дел на самата општина. Значи, има подзадниот попис што е од 2002 година 770 жители, меѓутоа бидејќи попис не е правен веќе 13 години, значи таа бројка е зголемена и по наши податоци има околу 810 жители, значи бројот на населението во село Моштивњак се зголемува значи во последните години. Оддалеченоста на селото од Крива Паланка е околу 12 километри, значи имаме асфалтен пат кој не поврзува. Едниот е преку магистралниот пат Куманово Крива Паланка, а другиот е преку патот Конопница, кој што е изграден пред 2 години од страна на општина Крива Паланка и владата на Република Македонија. На некој начин по конфигурацијата на теренот е поделено на два дела. Едниот дел е малите кои што гравитираат кон оваа место Дубје, кој што представува и центар на горниот дел на селото. Тука има 4 мали, Кајсторци, Дејаданевци, Чивлак и Суводол. Значи околу прилично 80 домаќинства и преку 300 жители. Додека во долниот дел на селото, кој што е покрај магистралниот пат, таму има една нова населба која што е изградена од 60-70 години па наваму, значи со миграција на населението од горниот дел на селото, од долниот дел и со доселување на жители од другите села во тој дел на село Моштивњак. И таму негде има околу 70-80 домаќинства или вкупно негде околу 800 жители вкупно во овој момент што располага селото. Значи Моштивњак фактички представува село на три реки. Од северната страна
реката Крива река. Од источната страна значи е Мождивњачка река и од западната страна е реката Моштеница, која што представува граница со село Цача од соседната општина Ранковци. Село Мождивње се граничи од исток со село Конопница и Борово, од југ се граничи со село Карвак и Нежилово, кои што се во општина Кратово, од запад се граничи со село Цача и од север се граничи со село Длабочица. Населбата доле покрај магистралниот пат што се наоѓа на надморска висина од 550 метри, тука кај што сме на Дубија овие мали се наоѓаат на надморска висина од 700 метри и највисоката мала во селото што е Острец се наоѓа на надморска висина од 1000 метри. Како селото го добило своето име? Еве ја легендата. За село Мождивњак има една легенда од поодамна како го добило името. Значи во планината живеел еден маж, тогаш по старословенски или како ги викале мош мажите, бидејќи живеел во планината, бил див и бил доста јак. Кога слекол во селото, значи сите почна да викаат Мождивњак и така го добило името Мождивњак. Како и во другите населени места, така и тука има предности и проблеми во секојдневното живење. Предности што последните години од 80-тите па наваму, значи изграден е локалниот пат, асфалтен од магистралниот пат Н2 до ова место тука Дубија, каде што сега се наоѓаме, во должина од 3,5 км. Значи тој пат изграден од страна на местното население со месен самодопринос, 5 години се одбиваше на сите вработени од селото и со помош на општина Крива Паланка. Значи после тоа 2001 година изграден е и другиот асфалтен пат од Боровски пат до црква Света Тројца и горното школо, преку Мала Кајсторци, тука до Дубија и до Мала Суводол во должина од 3 км. Значи тој пат изграден од Бирото за рамномерен развој при владата на Република Македонија. Водоводните системи има 5 во селото, значи према малите направени се водоводните системи према конфигурацијата на теренот, сите се во добра состојба, вода сега за сега има доволно, посебно со изградба на браната Злетовица, која што се наоѓа еднаш позади Осоговските планини, тука позади Острец. И значи со полнење на таа акумулација, инфилтрацијата на водата од преку планините, значи се зголемува издашноста на изворите и минатата година значи имавме изобилно вода, значи секогаш базените ни беа на прелив, посебно нашиот водоток што е во овој дел на село Дубија, кој што ги задоволува со вода за пиење малите Кајсторци, Чивлак и Суводол и Дејаданивци. Село Моштивњак е познато по земјоделството, пред се по производството на градинарски и житни култури. Во минатото од старо до младо биле посветени на земјоделие и сточарство. Денес повеќето одат на работа, произведуваат само за сопствени потреби, најчесто компир, граф, пченица, а од стока одгледуваат само по некоја коза, прасења и кокошки. Во минатото повеќе се занимавале со земјоделие, додека сега, значи повеќе младите одат на работа, граѓевина, некои во Скопје, некои во Црна Гора, некои во Германија, во Италија, значи кој како ќе се снајде. Додека од земјоделие сега се работи само за сопствени потреби, се садат од сите култури. Компир, граф, пипер, царавица, значи сите други, и житарица некои садат, али у помал дел, порано се садело повеќе. Жито сега помалку се сее. И тоа е земјоделски култури што се произведува денес. Добро, сточниот фонд што го сочинуваат најмногу? Сточниот фонд порано имало овци доста у селото, имало крави. Сега, значи сточниот фонд е многу намален. Одредени фамилии само чуваат по една или две крави за своји потреби. Значи овци уопште нема у селото, има 2-3 фамилии што чуваат кози повеќе и тоа е. Семејството Спасовски поседува мини фарма за одгледување на свињи. Колку време живеете тука во село Мождивњак? Па од родење. Сум живеала 5 години во село Длабочица и после тука во Мождивњак. Со што се занимават? Па со земјоделие и со свињи, чувам свињи, свињарство.
Добро, од земјоделство што одгледувате, дали за своји потреби, дали е тешко? Па и за своји потреби, нешто што има и за пазар. Компири повише одгледуваме, садиме. Што најмногу успева? Па све, и компири, царевка и жито, све што се сее, пипер. Значи се е органски чисто, не Да, користите многу Не, само пестициди? домашно ѓубре, што од свињи, друго нема. Добро, кажете ни, значи од стока одгледувате свињи. Да, и кокошки. Добро. Кои се вашите обврски, значи во текот на денот, зашто ги употребувате подоцна? Па нашите обврски се баре станеш да ги ставиш, да ги видиш да не. Пошто на сува храна се хранат свињите. Колку свињи имате? Па имам 15 сега за сега. Како мини фарм? Да. Добро, а кокошки? Па имам кокошки некои 30. Добро, тоа за ваши потреби или има и за продаж? Па свиња има за продажба, кокошки за наша потреба. Животот туку село си е добар, мислим населено место, нема иселен народ. Има живот во село, например. Има луѓе, Има и луѓе, има млади. да, има и млади, има и се доселуваат туку нашето село. И Ѓорѓи Младенов е задоволен од животот во ова село. Јас сум Ѓорѓи Младенов, тука сум роден, тука живеам, занает учев во Паланка, работев ни читава Југославија, работам сега тука во Крива Паланка, ја па комунарец. И тој се вика веќе пред пензија за една година. Каков е животот во Па, село Моштивњак? Не е лош, убав е. Мене ми се допаѓа, тука сум роден. Приработувам нешто земјоделие, имам околу негде 4 декара посејано. Пшеница е декар и пол рж. Нешто крава чувам, една, сега уште една. И така се занимавам, жената не ми работи, моментално она, кога сум не работа, она е со внуките, со снаите покрај стоката, кога ќе дојдем, ја ни помагам. И така. Има ли соживот во селото? Па може да се рече, али кога ќе има, например, младиве да се запослени тука, ќе има подобар соживот. Лилјана и Донес Пасковски се едни од најстарите жители кои од раѓање се тука, во ова село. Родната грудка за нив е нешто свето. Со посебна носталгија во гласот се сеќаваат на минатите денови, кога сложно и заеднички со соселаните работеле на нива или паселе овци и крави. Денес овие луѓе во 9-та деценија од својот живот секојдневијата ги минуваат спокојно, а свежиот воздух и погледот кон природата им годи во секоја смисла. Јас сам овде родена и овде живеем. Не сам менјавала место. Како сам ја настанала? Чувамо овци, кози, коњи, волови, дзевгари, све што треба. После постепено едно по едно изгубимо. До 50 година, па до 60, од 60 навамо нема и тоа е. А ја ту и живеем со овој народ. Тако и живеемо, кад лошо, кад тарно, работимо, садимо, све садимо. Дали е тешка работата? Абе, додека е помлада, полака. Колко остаре, па да ти кажем, и кад бемо помлади, свака куќа имаше по 2-3 жени. Па данас ке ќе копамо куде тај жена, она ќе прави ручак. Па јутре ја ќе правим ручак куде мене, па други ден онај ќе прави и тако си ми обработуваме. А мужите беја све по работа. Муж не е имало мала. 2-3 старци што имаше, а на кој не е имало муж. Ама ми жените си беме многу услога. Куде една ќемо, куде друга, дека од црт и леп једемо, дека пиперова чорба и леп. И ајде, и тако, чувале смо стока, како за своја потреба. Избијат муќеничка, искусамо. А да смо сирење, млеко, како ја памним, како дете, чуваа овци повише. Е, тамо доле ги докарува, музеја и сире, ама тој наши мајки и баби. А ми како настанамо не смо. Не смо ми ја чували, не смо ранили. А што садевте најмногу, што најмногу успеа тука? Жито, ечмен, овас, рж, пченица, царавица, гра, компир. Компир поне садешемо напред. Компирите се ги посадит. А напред поне, напред немашемо вода. Вода немаше, ма сак си вода имамо. Сега како е, дали ги имате сите услови? Сак многу убаво живеемо. Сак си услови имамо. За наше детинство, за наше струја немашемо.
Пут немашемо. Ништо. Дрва ти идемо с магаре, ќе ga докарам, па ме сретне шумара доле горе, па и дрвата ти земе или јужето ти земе. А сак ми с камион докарат пред куќа. Уплати му си докарат ми. Сак не аран животот. Много ја, за други не знам. Ја лично за мене живот и по. Деда зима пензичка, иде купи што требе, едемо, пиемо и тој. На работа сам бил, работил сам, дојде време за моја пензија и сам сега пензионер. Живеемо, што вика, onda спокојно, знаеш, овака. Орите ги позабравија, бе. За наше време многу убаво имаше. Имаше момие, најпрво, 20 јануар, Свети Јование, собор, и сега повтарат, ќе купат вино, ќе купат све, тамо погачи, баби однесат жени, тепси, манџа, кило ракија, собор, после по Свети Јован и Линдан 2 август, па си имаше му село собор, убав свирачи, после Спасовдан, кад е задушница Свети Ду. Свак празник му си имале собори и сак почнемо да си ги почитуваме. Сложини се селото ни арно. Мождијек ни е многу ара нас. Баба Лилјана се сеќава како ги мисела селските зилници и баници со спанаќ, штавел кисела зилка, а вела дека и речи си не јадат прескани овошки. И исто тога све подновујат зелници. Со спанаќ правимо, па ми овде ни се штавилњак раѓа, со штавилњак, со скоприви, со кисело зелје. Со што сакаш има. здраво, значи не е прскано. Не, ми прскано не едемо, дете. Ни јабука прскана, ни крушка, ни патлиџана, ништо. Што ни се роди, тако е. Нешто попане болест, ама па се отне и за нас. Дедо Велин жали поминатите времиња кога детскиот джагор се разнесувал низ селските ливади, заполните училишни клупи од негово време кога имало над 90 ученици од прво до четврто оделение. Тој веќе 30 години е во пензија, а додека работел во Крива Паланка, пешко минувал патот во двата правци. Туј сам се родил и тука и живеем. Имам фамилија надвор, Паланка, Скопје, али јас сам све тука. У Паланка работи 50 години. За моје време, рекови колку сам години, никој више од тој добо што ги ја знам немамо живи. Тоа е све отишло. За илустрација да ја наведам. Јас сам у школа ишел 36, 7, 8 и 9. 96 деца смо биле у школа. Е народ многу намален. Бројчено. Зошто е тоа така? Па генерации промена. Дали се чуваат помалку деца сега во селото? Деца, па они деца и не чуваат. Имат по некој, по едно, по две, евентуално, некој и тој нема. Од друга страна, они си и не женат. Кој како отиде надвор, ни се враќа ни ништо. Нити има жена ни ништо, години 30, 40. Mi u selu imamo muškarci do 50 godini starost koji ne se ženat. I nešto unazad, da vi kažem, čuvaše od kozi tako. I сега imam jedna. Čuvam. Od kako iskoču u penzija, čuva kozi. A inače u rabota mnogo ne, zbog to što zdravlje ne dozvoluje. Ne možem ja kako što sam rabotil, pa i сега da. A sam rabotil, sve sam išao od ovdeka za Palanka, sve peški da работиш. Забалена там, вечерна вам. Не е како сега. Селото било прво во регионот по овоштарство, сеидба на житарици и сточарство, вели тој. Ово наше село е било прво у двете општини. Знаете, ова е Ранковска и наша, Паланача. Прво е било по воќарство,
и стока смо чувале, и житарици, секој е чувал. И овци, и кози, и говеда, и магариња, и коњи, и све. Сега нема ништо. А смо имале такви домаќинства, по 10 тона жито са имале. И тој е орал со волови, цевкар. Никакви трактори, машини. Не. Вршидба со коњи. На прост начин. А жито колку сакаш. Сега не сејат. Нема волови, нема коњи, људи нема. Овој дедо, чие животно искуство носи мудрост, има порака до младите генерации. Да учат, но и да бидат продуктивни, но и похрабри за формирање и проширување на семејството. Сега веќино се све иде на образование. Точно е тој. Образованите са многу поскупи људи од прости. Ама треба да е продуктиван. Има луѓе образовани по колку години и невработен. И вика зашто сам учил. Денеска не, утре не, денеска не, утре не, времето се минава. Годините одат. Секој ден кој го живее, го губи. Ако не е способан и ако нема услови да биде за себе и да ствара фамилија. Он за себе рачуна како да просперира, а камоли па да ствара фамилија. Деновите ги минува мирно и не се жали на животниот товар кој го носи на своите рамења. Деновите, за мој рачун, паса добро према времето, према ситуацијата, према моите години. Задоволен сум. Задоволен сум. А деца, кој е тамо, кој е вамо, некој е болje, некој не, па гурка. Во минатото децата по сиот ден биле надвор, дружејќи се и играјќи разни игри, раскажуваат повозрастните. Добро, беше си малку по-другше селото, а саки па сасем другше, ама мене по-старо нас не се ресуе, тој старото што си беше. По вада ќе идемо, ќе се зберемо вада да правимо, тамо мала, од долња мала, но горња ќе дојат жене здират се, с матичики, кои стари, кои млади, ама да се чудиш како е било убаво так. А сак направија с селке, иде све, вода има. Село е многу убаво сак. Убаво и народ има и све туј не се сели, да никој отишо да се сели, туј со си све, тоа е многу убаво. За животе можди е карно. Едно време кога се зберамо, дојдеше туј, ке седнемо пред врата, невесто, дадо, сејке, по-старо беше, деца ке се зберемо, кад бемо деца наши, кад чувамо, ке играт кријачка, ке се зберат и с прсти, овакој, ке бајат. И кој остане најзадњо, тој ке трчи да ја пази и зажмија овакој, и они по 5-6 деца се скриет, и оно ги најде, чие додејќи там, пугук, и тој после, тој ќе остане, оно ќе ги тражи онија, другите, кој остане најзадњо, так ќе игра. Беше многу, порано стока чувам, овце поможија, говеда, да те мерак да гледа. Сак однема, овој по-млади, кој се запослија, кој там, кој вам, и по-нема, напред имаше многу. Кој си работи има, компир, пипер, гра, зеле, кој сади царевица, тој си има, успева, кој си го работи, има си све, вода си има. Село Моштивњак има долга пчеларска традиција. Бројни се пчеларите познати по производство на квалитетен чист мед. Ги се текнавме покрај пчелните кутии и ги запрашавме за нивните активности во овој период од годината. Јас се занимавам со пчели негде скоро 50 години веќе после 8 оделение, сега за сега моментално имаме околу 120 сега. Беа повеќе, али
кроз времето чините годините и ги намалуваме малце сега, ради годините. Во овој период од годината што правите? И па сега има тие пролетните работи во пчелите, тоа сите пчелари го знаат, што треба сега уште не, тега сега се починат како се со развиеноста едно друго матици и пуна работа има тука што треба повеќе да се каже. Околу производствата на мед, каков мед производите? Па сега, мислим, минатата година имаше добро, имаше и шумски мед, имаше багремов, имаше ливадски, имаше шумски, беше добра годината. Мислим, минатата година. Пред таа да не думам за таа како беше. Иначе со тоа нешто малце. Каде го продавате мед? Нешто на пазар, нешто понадоле, кој на големо, на мало и така. Претежно дома. Го барат луѓето? Го барат, па добро, тоа традиција ни е, мислим, голема, мислим долга, не голема, долга традиција и знаат луѓето и се зимат нормално. Каква е средината тука, дали е чиста, дали е погодна за... Па чиста е средината, е погодна, прскање многу нема, атмосферски водни нема многу, тоа е добро. Не е лошо. По колку часа во денот им посветувате на пчелите? Летоске поскоро по цел ден. Сега зимно спират не, летоске прилична работа има. Освен со пчеларство, со што друго се занимавате? Дали садите нешто? Не, малку тука земјоделие околу куќа нешто, за домашни потреби. Иначе јас сум пензионер, у пензија сум си, много не се друго бавтам. Од стока нешто дали чувате? Кози две тамо, крави, имаше тоа продадам и тоа. За собствени потреби? За собствени потреби, две кози тамо и тоа. Јас сум Роберт Стабенковски, потекнувам по мајка ми од село Мождивњак. Пчеларството ми е хоби, рекреација. Па секојаш кога сум слободен, секој втор ден сум на пчеларникот, тука работам, се занимавам со пчеларство и новоштарство и така. Овдека е чиста средина, климата е многу добра, има две реки, плюс крива река, овие селските реки Моштеница и Мождивњачка, така да овде пчеларството е добро и затоа ги чувам повеќето пчели овде. Традицијата е нишка која ги обединува генерациите. Гаи соживот и го слави името на селото. Традицијата во ова село се негува со селските христијански слави, вкупно 4 во годината. Една на Света Троица Духовден кај селската црква, на Свети Јован, на Свети Илија и на Свети Спас, кај светото обележие среда село кај местноста викана Дубје. Селото, значи, во изминатите неколку години, повеќе години, во главном слави 4 слави. Тоа е Свети Јован на 20 јануари, кај црквата Света Троица, потоа Спасовден, тука кај овој свет крст што е осветен Спасовден, 2004 година е возобновено осветен и од тогаш нааму се организира и тука селски собор. Потоа Свети Илија, кај што пред 3 години исто е осветен крстот на Свети Илија, и таму се организира собор на Илинден и Света Троица за духови кај црквата Света Троица и таму се организира селска слава собор. Ја посетивме селската црква Света Троица во непосредна близина на училиштето. Нема податоци за времето од кое датира црквата градена од кршен камен како еднокорабна градба со покрив на 2 води. Според некои преданија на мештаните, покрај црквата е откопана крстилница од камен и крст, што укажува за можното постоење на постара црква на тоа место. Интересно е што селаните се уште го се држале така наречениот обичај топачина, кој се реализира во пресрет на селската слава за Свети Јован. Поделени во неколку групи, мештаните минуваат низ селото и собираат доброволен прилог во намирници, од кој се приготвува ручек за присутните на Народниот собор. За потребите, за убавите и помалку убавите моменти на селаните, во дворот на црквата одскоро била изградена трапезарија за собирање на луѓето, а се надеваат дека наскоро ќе изградат и сместувачки капацитети за туристи. Повеќе за храмот ни раскажа домаќинот Блаже Маџовски, кој своите пенсионерски денови ги минува грижејќи се за имотот на црквата. Никој не знае од кога е, како е. Од 1997 година е само осветена.
тука има едно мало друго црквиче, еден приватен го држи и тоа е исто, сетено тоа. А таа другата зграда никој не знае од кога е. Тоа можда било од турско време. Никој не знае. Беше сега пред 2-3 години, имаше тука некој натезање, знаеш, некој сака да поправиме таа старата зграда, некој сака нова зграда да направиме. Ние успеавме да направиме нова зграда. Новата зграда е многу прекрасна, убава. Кој до сега дошол, секој се одушевил од зградата. Сега нас ни е план и оваа зграда да ја санираме, да ја препокриеме, да ја створиме у добра позиција да биде. Друго, што да ја кажам? Во новата просторија, значи што? Во новата просторија имаме се. Инвентар потпуно целосен имаме, кои доаѓат, например, погреби, трпези, па и за добри денови, за собори, например. Имаме собор на Света Троица, имаме собор на Свети Јован. Свети Јован идат преку ноќта, ние ги викаме топачари. Две групи, една група иде од населбата доле, другата група е од селото горе одека. Се ставаат вечерта тука, се прави една чорба, супа, се прави, јадат и се разидат. Утрето ден се прави ручек од тоа што собрале. Месо, граб, ракија и се купува нешто, лепче, она, и се прави собор тука. И тоа е. За Света Троица Да. како? За Света Троица исто имаме и тука пак правиме, оставиме по нешто од Свети Јован што ќе има соберено, од грабче нешто тако. Пак ќе направи нешто ручек, се прави ручек. Има тука тезги доносат, прават тако овие скараџии. И имаме многу прекрасен собор. Дали има многу луѓе? Има. Изобилие луѓе има. Оваа година нешто, малку имаше помалку, оти го пуштија тој манастирот у Петралица. Иначе другите години нема кај да се паркират возила тука, нема кај. Дали има од страна луѓе Има, што има, доаѓа, дали има има. можност за развој на туризам? Има, и може. И тоа ни е баш планот сега оваа зграда да ја санираме, да направиме, ако може нешто да направиме од конаци. Конаци нешто да направиме, тука нешто. Ете, некој сака да дојде на излет, убаво место е, поглед убав има, се има. Има вода, има сите услови има. Во село Моштивњак има две подрачни основни училишта. Едното кај магистралниот пат, кое го посетуваат 87 ученици од прво до 9 оделение, а другото во горниот дел на селото каде наставата ја следат 10 ученици од прво до 5 оделение. Во село Можимјак има две основни училишта. Едното се наоѓа покрај магистралниот пат Куманово Крива Паланка. Во него учат деца од прво до 9 оделение, не само од село Можимје, туку и од околните села Длабочица, Тлминци, Конопница, Борово, додека второто школо се наоѓа во горниот дел на селото, до црквата Света Троица, во кое што учат ученици од прво до 5 оделение и тука сега моменталната бројка е околу 10 ученици, минатата година беше 13, значи сега намален. Наредната година, пошто има првачиња кои што тука ќе се запишат, пак ќе се зголеми на 14, а во долното училиште учат 87 деца. Кај местноста Дубија има и спортско игралиште изградено со донација од Кралството Шведска и учество на местното население. На ова место, среде село, во потоплите денови се собираат младите и децата од селото, а неретко и повозрасните. Со финансиска помош од УСАИД во 2003 година локалното население на село Моштивњак доби систем за наводнување со што се овозможува рационално користење на водата за повеќе намени, а од годинава ќе добијат и комплетна канализациона мрежа во селото, велат надлежните од локалната самоуправа на Крива Паланка. Од 2003 година од страна на УСАИД добивме финансиски средства за изградба на систем за наводнување, со зафаќање на водите од Моштеница и Јанинки на река и доведување по цевки по затворен систем во селото за наводнување на бавчите и нивите.
Мислам дека ние учествувавме активно во тој систем, целото местно население, значи со работна рака. Ископот на каналите, шахтите и зафатите беа направени од страна на местното население. Значи направени се целководи во должина од 8600 метри, што е за поздравување и голема благодарност до местното население, бидејќи беа сите сплотени и работеа за да се направи тој систем. Понесени од убавината на ова село од македонскиот североисток, побогати со нови познавања за автентичноста на овој селски амбиент, почестени од гостопримливоста на овие мештани, заминавме од село Моштивњак. Повторно похрабри за освојување на нови висорамнини и свежи честички планински воздух во некој друг дел од нашето поднебје. Ова парче земја е природен пейзаж кој заслужува да биде посетен од секој добронамерник, кој неспорно ќе биде удостоен од природата, чија сликовитост е вистински рај за очи и благосостојба за сите сетила. Секој кој ќе мине ќе посака да остане момент повеќе, да слушне за традицијата, обичаите, културно-историското наследство со животот, секојдневието на луѓето од село мое, село Моштивњак.